Добар ден, криптоентузијасти, со мало задоснување, денеска ќе го добиете видеото за Altcoin Investi. Да, знам дека малку сме во, би рекол, тесен распоред, гледате дека има доста содржини, моментално имаме доста работи околу англискиот канал, но не се секирате дека, како што кажавме, приоритетот на македонскиот канал останува. Дури да нешто е одложено, тоа не значи дека нема да го добиете, ќе го добиете 100% само, нели, со мало трпение. Како што кажавме, ова требаше да биде содржината во петок, ќе добивате денеска во сабота. Во исто време денеска ќе имаме и лайвстрим за нашата Patreon заедница, така да доколку не сте станете дел од нашата Patreon заедница, поддржете ја нашата работа со мала финансиска помош и нормално ќе бидете дел од оваа специјална едиција на Patreon заедница лайвстрим, каде што ги одговараме сите прашања на нашата заедница, додека репризата од денешниот лайвстрим ќе ја добиете во понеделник на нашиот канал, со оглед на фактот дека за утре го спремаме видеото за Avalanche, така да ќе имате содржина во текот на целиот викенд и понеделник, без разлика дали сте или не сте дел од нашата Patreon заедница. Како што кажеме, понеделник продолжуваме со Patreon заедница лайвстрим на YouTube, каде што нормално оваа снимка од сите одговори на прашањата на нашата Patreon заедница ќе биде поставено на нашите YouTube и останатите канали. Во вторник продолжуваме со Lana Update. Знам дека има доста луѓе што сакаат да го погледнат и ова видео, мораме да видиме што се случува и со овој проект. А во среда ќе имаме дупол настан, односно дупол лайвстрим. Првиот лайвстрим ќе биде дел од нашето презентирање во CryptoHub Malta, а тоа е блокчейн категорија интероперабилност, која што е во склоп на овој настан. Значи ова е, како што гледате, нашиот англиски канал со англиски социјални мрежи. Тоа е Crypto Economics, може да го најдете и на Facebook, и на Twitter, и на YouTube како посебен канал. А дополнително, ова е нашиот канал на англиски, каде што нормално ќе бидат ставени сите наши англиски содржини, сите наши англиски презентации, и ова ќе биде дел од, да речем, нашата програма која што ќе имаме на англиски во соработка со CryptoHub Malta. Ова се сите досегашни презентации во CryptoHub Malta. Како што кажеме, ова ќе биде во склоп од настан во CryptoHub Malta, кој што е за Chain of Blocks конференцијата, која што доаѓа од 20 до 22 мај, нормално наскоро, така речено за еден месец, и нормално, како што може, само секунда да го најдам тој дел, односно како учесници во првата ваква конференција во 2025 година и потенцијални учесници во конференцијата во 2026 година, сакавме да го споделиме ова нормално со вас. Значи, ние ќе имаме презентација од едукационен карактер, а претходно ќе има представување за што не очекува во Chain of Blocks во ван лета од 20 до 22 мај. Како што кажеме, тоа е за среда, а веднаш после овој настан вечерта ќе имаме FOMC, односно пресконференцијата на Джером Пауел, ќе ја проследиме заедно со Гоце, затоа е вака поделен на два настана. Значи ќе може да практично го анализираме и овој цел настан во текот на вечерните часови. Негде околу 10 часот се надевам ќе успеам да стигнам, затоа што од 8 часот е презентацијата во CryptoHub Malta. Како и да е, значи добивате два лайвстрима во среда хиперактивно. Петок, знаете и сами, е 1 мај, така да ве оставаме да одмарате. Во сабота ќе имаме многу интересен лайвстрим, како што ветивме, ќе ја разработиме уште еднаш онлайн со соодветно внимание и со да може да ги видите соодветно овие чартови. Анализата на циклусот 2022-2025 година, нормално овде ќе ја обработиме детално со се што треба да имате во предвид за тоа што се случуваше во овој циклус и зошто истиот е толку поразличен. Ова е презентацијата која што имавме во Битола, сакаме да ја направиме со цел да може нормално целата заедница да ја прокоментира, да поразговара заедно со нас за сите white и black swan настани кои што настанаа. И во недела имаме исклучиво Crypto Economics event, ова е нормално за англискиот канал, во склоп на посебен настан кој што го спремаме заедно со CryptoHub Malta, тоа е CryptoHub Malta Elevated Events. Како што кажавме, обезбедија термин само за нас, за да имаме едукација на англиски јазик, така да ова ќе биде прв од таков тип, се надеваме дека ќе биде успешен, нормално, останува да видиме како тоа ќе изгледа. Но овдека ќе работиме една тема која што е одамна позната на нашиот канал. Тоа беше првата презентација која што имавме на Прилепската конференција. Се што треба еден почетник да знае за инвестирање во криптосекторот. Нормално презентацијата е надградена, би рекол доправена, така да верувам дека ќе ви се допадне и тоа ќе биде нормално лайвстрим на англискиот канал, но ќе го споделиме на сите наши социјални мрежи. И само на кратко, значи, при крај сме со договорите за тоа кој датум ќе биде третата македонска криптоконференција. Се поголема е, би рекол, веројатност дека ќе биде на 6 мај,
Значи се уште немаме ништо направено додека не го потврдиме датумот. Многу од луѓето кои што ќе соработуваат со нас чекаат да го потврдиме истиот, потоа нормално ќе добиете настан, ќе добиете основа, информации, партнери, говорници и така натаму, секи ви биде соопштено наскоро, но знаете дека се работи напорно на ова. Една работа која што можам да ви ја соопштам уште сега е дека откако се нормално посоветуваме со нашата заедница, како што знаете и сами, на ниту еден од нашите настани не се наплаќа влезница. Но овој пат, за да направиме да биде тоа малку подобро за целата наша заедница, ќе оставиме на вас, доколку сте задоволни со нашата работа, доколку сте задоволни од сето оно што го правиме за македонците, да ни помогнете да помогнеме на уште повеќе македонци. Значи, јас разговарав со попредседателот на Сдруженијето на воени ветерани Братство 2001 година и со него организиравме состанок на кој што јас ќе присуствувам на нивниот управен одбор, каде што ќе разговарам со председател, попредседател и членовите на ова здружение. Како што ветивме, сега го исполнуваме, ќе помогнеме на ова здружение на ветерани од 2001 година, ако државата не се сеќава на нив, ние се сеќаваме и ние најмалку што може да направиме е да помогнеме. Со тоа што ќе биде поставена кутија за добротворни донации, кој сака наместо влезница, нормално затоа што настанот е секогаш бесплатен, да колку сака и колку милува даде мала донација за ова здружение. Сето ова нормално ќе биде предадено на крајот од конференцијата на еден од представниците на ова здружение. Нормално прво мора да се договориме, треба да видиме дали ќе го прифатат ова како предлог за донација од наша страна. Како и да е, од наша страна раката е подадена и верувајте ми, ова е здружение кое што мене ми е блиску до срцето. Ако оваа соработка биде успешна, јас би сакал и во иднина да ги внесеме во оваа ротација за различни добротворни акции кои што ги организираме на различни настани, така да од сега па натаму очекувате дека секој од нашите настани ќе има ваков тип на добротворен аспект, каде што нема да има нормално карти како и секогаш, но доколку некој милува, ќе може да сподели мала финансиска помош за некоја од овие, би рекол, добротворни цели кои што ги организираме на нашиот канал. Беше ставен избор помеѓу Донирај компјутер и ветераните. Ветераните овој пат имаа многу поголема поддршка, во некоја следна состојба, во некоја следна ситуација ќе го направиме тоа и за Донирај компјутер. Значи, пат ќе кажам, македонец за македонец. На крајот од денот мораме да се држиме сложно и заедно. И пред да почнеме со вестите, само да потсетиме дека блогот Криптогемиџија е активен, може да добивате известување и вести на секој час и половина, како за крипто, така и за макроекономија и геополитика. Се што треба е само најдете го blog.cryptogemidija.mk, овде ќе ви се појави соопштение со кое што може да му одобрите, да ви испраќа известување секогаш кога има нов блок на вести. Нормално во меѓувреме нашата телевизија е веќе активна. Успеавме да ја средиме заедно со програмерот, сега функционира како што треба. Значи имаме практично најнови видеа кои што се во мешавина со постари видеа кои што моментално може да гледате на нашата телевизија, на YouTube. Нормално ова е паралелен лайвстрим кој што е постојано активен на нашиот канал. И истиот може да го најдете на cryptogemidija.mk на ТВ, ова е на така речено порталот за ТВ на нашата страна. Сега, почнуваме со денешните алткоин вести, како што знаете, сами секојаш прво преминуваме преку институционалните вести, да видиме што се случува околу адаптација нова технологија во институционалниот свет. Како што може да забележиме, значи имаме мало подобрување на маркет капот на целиот крипто сектор до некои 2,7 трилиони долари, што е, би рекол, добар скок од минимумот што го добивме после оваа капитулација на 2,2, што е околу 500 милиарди, така речено, долари инфлоу во овој маркет кап. Значи ова се некои основни, како што знаете сами, индикатори кои што ги следиме, за да видиме нели што се случува генерално во оваа сфера. Значи понатаму се наоѓаме во биткоин сезона, како што знаете, сами алткоин сезона не сме имале уште од 2022-2021 година. Така да сега за сега алткоин сезоната се уште ја чекаме во некои полови времиња. И уште еднаш ќе напоменеме дека тоа што досега не сме имале алткоин сезона не значи дека нема да имаме. Кога станува збор за алткоините, знаете и сами дека се во препродадена состојба веќе неколку години, како што може да забележите, се наоѓаат негде на оваа граница околу 30, што е нормално граница за препродаденост во односа RSI. Пак ќе напоменам сосема нормално однесување во ваков тип на bear market кога станува збор за биткоин. Во однос на последната недела и што се случува со алткоините во однос на нивната активност на девелоперскиот тим, можеме да видиме дека опрлика се истите позиции Ethereum, Cardano, HBAR, Flow, ICP,
топ 5 по Core Development, а кога станува збор за Ecosystem Development, Ethereum, ICP, Cardano, Flow, Arbitrum. Тоа е нели развојот на апликации, децентрализираните апликации на неделно, тоест на годишно ниво, стандардна ситуација, значи тие се топ 10-15, не гледам некоја голема промена, оприлика тие се најактивните како и секогаш блокчейни. Кога станува збор за најбрз блокчейн, ефективно ICP се врати на прво место, каде што и треба да се наоѓа. Значи гледаме полог период во кој што ICP е апсолутен победник во однос на брзина. Значи дел од нашето портфолио, знаете и сами, доста голема поддршка имаме за овој проект. И овдека ставивме две интересни, би рекол, нови метрици кои што ги следиме, а тоа е првото revenue, односно кои се најпрофитабилните блокчейни во однос на направен профит, како што гледате и сами. Тоа се сега за сега највеќе стейблкоини, блокчейни кои што работат со стейблкоини како Tron, Circle и Tether се нормално стейблкоини и DeFi, Hyperliquid, Sky, Ethena, сите овие се поврзани со стейблкоини или со DeFi секторот, и Polymarket како prediction market. Pump Fund пак би го ставил во DeFi, кога станува збор за буквално pump and dump токени. Значи тие се како и секогаш најпрофитабилните сега за сега блокчейни. Кога станува збор за најактивните на неделно ниво во однос на колку активни адреси имаме на секој од овие блокчейни, Binance и повторно на прво место, Solana на второ, 16-10 милиони активни wallet-и. Tron, ова е OP BNB, тоа е layer 2 на Binance на Optimism Stack. Tether, Aptos, ова треба да видим што е ова нешто ново. Bitcoin, Ethereum, Polygon и така натаму. И ево го Polygon, тој што него сакате, на 10-то место, еден од најактивните. Многу од оние кои што се многу добро, да речам, представени, ги нема на оваа листа. Би рекол блокчейни кои што очигледно немаат многу активни юзери, како и да е, значи ова е моменталната состојба на најактивни блокчейни. Имаме голема промена во однос на Forbes и нивната листа на најдобри криптовалути според нивните нормално анализи, каде што долго време беше Cardano, сега го промени, како што можеме да видиме, Bitcoin на прво место, Ethereum на второ, потоа XRP, Binance, Solana, Tron, Hyperliquid, ова не знам што е, треба да видам. Leo, ова е токенот на менувачни, само не знам на која, не се сеќавам, како и да е. Bitcoin Cash, поради некоја причина, не знам зашто, и Cardano на 10-то место. Тоа се топ 10 коини, односно токени според Forbes. И сега, ако останува збор за ефективни вести, значи 45, Fear Greed, гледаме дека сме негде на границата помеѓу страв и нели скржавост, така речено скок. Што тоа што пак ќе напоменам, ова според мене и понатаму представува Dead Cat Bounce. Јас не гледам како би се претворило во ефективен bull market, посебно со оглед на фактот дека и понатаму имаме активни пречки во однос на геополитика и макроекономија, затоа и пак ќе напоменам, бидете предпазливи. Мене ова ми делува само на моментален скок. Но во меѓувреме можеме да видиме дека институциите сериозно се заинтересирани и работат на адаптација на криптосекторот. Charles Schwab, топ 30 банка, моментално само што воведува трговија со биткоин на собствените клиенти, а во меѓувреме воведува и едукација. Значи, ќе има соодветна едукација која што моментално ќе биде прво така речено достапна за нивните клиенти, да научат што е блокчейн, да научат што е биткоин, пред да биде дозволено да има тргување на биткоин на нивната платформа. Ова е официјално на нивната страна Charles Schwab, топ 30 банка во светот, повторувам, 16 април официјално се пушта спот биткоин за тргување. Дополнително нема да биде само биткоин, ќе биде и Ethereum. Ethereum ќе биде достапен на нивната платформа за тргување. Така да сакам да кажам дека сериозно банките влегуваат во овие води. Ова не се фьючерси, ова не се хартија од вредност, ова е директно тргување и кастади, односно, значи во нивно име, нормално со оглед на фактот дека овие клиенти купуваат и продаваат биткоин, Ethereum на нивната платформа, тоа значи дека Charles Schwab ќе ги држи овие коини, Ethereum и биткоин, во име на своите клиенти во кастади, односно во старателство. Значи дека банката директно ќе поседува крипто. Morgan Stanley, ETF спот биткоин организиран и наскоро очекуваме дека ќе биде одобрен со најниска досега фи, тоа е 0,14%. Зошто е ова толку битно? Значи ова е колку во оваа ситуација фондот, односно Morgan Stanley, наплаќа на годишно ниво од своите клиенти за да ги чува овие валути во нивно име, односно биткоин. Со тоа што 0,14% моментално е најмалата стапка на така речено наплата која што се врши за услугите држење во кастади, односно во старателство.
Значи Morgan Stanley повторно, топ 30 банка. Уште една, топ 30 банка, Goldman Sachs, влегува во Bitcoin Futures и Options. Со тоа што идејата е нема да биде директно тргување на Bitcoin, туку ќе биде Bitcoin ETF, Exchange Traded Fund, во Options верзија. Значи сега овде они малку тоа го накитиле, како ќе биде и што ќе биде, нема да налегуваме премногу. Идејата е дека уште една банка директно влегува на овој пазар, иако можеби нема да држи директно Bitcoin во старателство, самиот фактор дека учествува во Futures и Options пазарите, учествува во овој сектор. Екстремно позитивно, Goldman Sachs уште една топ 30 банка. Во исто време можеме да видиме дека од почетокот на месецот па до сега имаме екстремно добар инфлоу кога станува збор за IB. Како што кажавме, само прашање на време кога оваа корекција ќе заврши. Не рековме дека е завршена, можеби ова и понатаму представува само еден dead cat bounce, но како рековме, Bitcoin, Spot ETF-ите и DATS-овите, Digital Asset Treasuries, ќе бидат двата основни индикатори кои што многу ќе ни помогнат да утврдиме дали ефективно bear маркетот е завршен. Кога ќе видиме не непрекинато постојано акумулирање од страна на институциите, како што тоа гледаме во последните 2 недели, ако истото продолжи, многу лесно може да се претвори во позитивен сентимент за ритейл секторот, кој што би предизвикал уште поголем раст на овој пазар. Да не скокаме на заклучоци, ова е само мал скок, значи ние имаме скок кој што трае некои 2 недели, значи 2 недели може лесно да биде dead cat bounce, затоа не би сакал да брзаме со заклучоци и понатаму, како што знаете и сами, од аспект на истражувањето кое што го правиме во нормално лов на дно. Знаете дека има многу индикатори кои што се уште не ни покажуваат дно, така да се уште е рано да може да кажеме дека ова е потенцијално дно. Јас и понатаму верувам дека ова е dead cat bounce. Гледаме акумулација и кога станува збор за Ethereum Spot ETF. Можеме да видиме дека ова е сериозна корекција нагоре во однос на целиот овој период од октомври наваму. Што значи дека Bitcoin и Ethereum се во солидна акумулациона фаза, но пак ќе кажам нема да избрзуваме. И е овде може тоа јасно да го забележите дека имаме сериозна фаза на акумулација наспроти дистрибуција кога станува збор за Bitcoin Spot ETF-ите, која што евидентно ја гледаме и во цената на Bitcoin. Истиот ево корекција нагоре, уште од така речено на последна корекција што ја направивме негде на почетокот на годината. Сега, една работа која што сакам да забележите овдека, ова е направено од Bloomberg, односно од Балхунас, тоа е еден од специјалистите за ETF-и, што може да забележите овдека. Погледнете. Значи, од моментот кога беше одобрен XRP Spot ETF, тоа беше на апсолутниот врв на цената на Bitcoin. За жал, одобрувањето на сите останати алткоини се случи во времето на bear маркетот. Односно, ако овој bull маркет потраеше само уште малку, сите овие, како Solana, како Litecoin, како понатаму ги имате куп Chainlink, XRP уште еден, Dogecoin, Avalanche и така натаму полкадот, сите ќе беа одобрени во bull маркет и ќе имаше сосема поинаков ефект. Ние добивме одобрување на Spot ETF-и на алткоини, погледнете овдека, во почетокот на bear маркетот. Значи, по-негативен момент за одобрување на Spot ETF не можеше да добиеме од ова. Само сакам да го покажам како момент. Кога станува збор за алткоин Spot ETF-и, Grayscale и понатаму се подготвува за Hyperliquid Hype ETF Spot да лансира, со тоа што во последниот од 21 април направи апдейт, односно промена на оваа апликација, каде што наместо Coinbase за старател го стави Anchorage, тоа е уште една компанија која што занимава со кастади, односно старателство на блокчейн коини. Така да во оваа ситуација ова ни покажува дека се повеќе и повеќе само прашање на време кога ќе биде одобрен Hyperliquid Hype Spot ETF, уште еден од оние тајкуни кога станува збор за DeFi проекти. Да погледнеме што случува во однос на Altcoin Spot ETF-ите, масивен период на акумулација за XRP, како што може да забележите, секој ден има по 2-3 до 6 милиони акумулација моментално на овој Spot ETF. Да ги погледнеме останатите. Само секунда. Кога станува збор со Solana, исто така солиден inflow, само мал outflow имаме последниот ден. Тоа е глупости, нема да го гледаме. Кога станува збор за Chainlink, истата ситуација, погледнете. Значи, екстремно голема заинтересираност за Altcoin Spot ETF-ите. Значи, ова е многу позитивно. Уште еднаш ова го потврдува тоа што јас постојано го зборувам. HBAR, истата ситуација. Кога станува збор за Altcoin, само прашање на време кога оваа адаптација ќе експлодира. Нема голема заинтересираност за Litecoin, но досега гледаме HBAR, Litecoin,
HBAR, Chainlink, Solana, XRP, големи акумулации. Avalanche, солидна акумулација еден ден, но повторно, ова е во bear market, не заборавајте, тоа е еден многу битен момент кој што не смеете да го заборавите. Плюс минус горе-доле исто, кога станува збор за DOT, тоа е се во однос на altcoins под ETF-ите, но генерално може да видиме солидни inflows. Ова е многу интересен пример за компанија, тоа е H100 групација, која што одлучила да ја зголеми дупло својата изложеност на биткоин. Што сакам да ви покажам со ова? Еве како изгледа една процедура. Значи погледнете овде. Самиот така речено chairman, односно председател на советот или на акционери или како и да е, зависи од ова, секоја држава е различна, во Шведска на оваа H100 групација. Значи прво поднел барање до советот за така речено акционери да одлучи дали тоа би го одобриле откако тоа се изгласува, тек тогаш донесуваат одлука од 1051 да го зголемат своето учество во 3501 биткоин. Што сакам да кажам со ова? Значи потребно е многу процедурно време и да речем соодветни процедури да бидат исполнети во една ваква голема компанија да се одлучи да се достави во одредена количина на крипто. Така да сакам да ви кажам дека ова е една од главните причини зашто и покрај тоа што ние имаме масовна адоптација која што е започната, не е толку брзо овие големи корпорации да можат едноставно да купат и да влезат во овој пазар. Така да потребно е време сето тоа да се реализира. Сега овде ќе видиме што се случува со DATS-овите. Digital Asset Treasury се компании кои што самостојно купуваат директно криптовалути, не преку ETF. Можеме да видиме солидна акумулација, нормално на прво место Strategy, на второ место MetaPlanet, ништо ново. Видовме и солиден outflow, да бидеме реални. Поголем дел, као што може да видиме, станува збор за компании кои што се нормално мајнери, но споредбено околу 4600-700 коини, наспроти акумулацијата која што е 60.000 биткоини, мислам дека имаме многу поголема акумулација од outflow. Кога станува збор за Ethereum, слична ситуација е солидна акумулација, повторно Bitmain на прво место без никаква конкуренција и некои мали компании дополнително купиле Ethereum, за разлика од тоа гледаме дека нема outflows воопште. Сега кај алткоините она што го забележаме за целиот овој bull market дека нема многу голема активност во однос на DATS-овите. Во однос на Solana имаме солидна активност конкретно околу овој алткоин, нема продажба, значи гледаме некои би рекол отприлика 20.000 Solana кои што се акумулирани. Кога станува збор за останатите, за жал гледаме дека многу повеќе интересот е во однос на спот ETF-ите наспроти активно акумулирање на директно. Погледнете и сами, значи освен Solana, во останатите скоро и да немаме активно, сега ќе пуштиме некои да речем поголеми како Hyperliquid. Значи тоа сакам да ви го покажам дека сега за сега гледаме дека компаниите предпочитаат да купуваат преку спот ETF-и, а не директно во собствените treasuries, и XRP. Значи гледате, единствен коин кој што имаше активност на страна од Ethereum и Bitcoin е Solana. Другите гледаме дека се повеќе се фокусирани на ETF-ите. И понатаму имаме пад на количината на Bitcoin на меночниците. Погледнете нов локален all-time low, кога ќе погледнеме како тоа изгледа на глобално ниво, би рекол ако тоа го одзумираме, може да забележиме дека станува збор за, погледнете, пониска количина на биткоин уште од, погледнете. Значи, овдека последен пат, тоа е првиот пат за време на COVID пандемијата, ние сме имали прилика иста количина на биткоин колку што имаме сега на менувачиците. Значи, луѓе не сте свесни колку голем шок ќе имаме на цената кога се тоа ќе се реализира. Истата ситуација гледаме и со Ethereum. Значи, екстремно мала количина на Ethereum се наоѓа на менувачиците и гледаме дека ова трае, погледнете. Значи, во целиот овој bull market претходен, сега bear market, и понатаму се намалува количината на Ethereum на пазарот. Околу 50% во однос на Coinbase 50 индексот, тоа е, како што кажавме, интересна идеја како S&P 500, овдека е Coinbase 50, најголеми 50 алткоини, каде што може да забележиме дека и понатаму 50% од овој фонд се во рацете на биткоин, но останатите гледаме дека се повеќе завземаат дел од истиот. Верувам дека во следниот bull market биткоин ќе биде во многу помала количина, останува да видиме како се движи нагоре цената на биткоин и на останатите коини, така гледаме дека и овде ќе имаме некоја релативно раст, би рекол, на овој индекс, што е нормално со оглед на фактот дека имаме нагорна корекција во последните неколку денови на криптопазарите. Кога станува збор за како се одвива
донесувањето на законодавство за биткоин резерва на 52-те сојузни држави на Америка и понатаму остануваат основните. Први, тоа се Нью Хемпшир, Тексас и Аризона. За сега немаме нови би рекол юрисдикции кои што одобриле ваков тип на резерва, останува наскоро да видиме како се движат работите, но верувам дека ќе имаме наскоро уште повеќе држави. Знаете како оваа година не очекувам нешто премногу заради тоа што имаме избори во Америка до ноември, така да голема веројатноста овие юрисдикции да бидат зафатени со изборите сами по себе, но верувам дека 2027 ќе биде многу поактивно кога станува збор за крипто. Но овде ќе имаме многу интересни вести кога станува збор за Clarity и Genius актот. Банкарското лоби и понатаму, како што може да забележите, врши отпор врз овие два законодавни акти. Значи, погледнете. Вели, банкарското лоби во оваа ситуација или асоциацијата на банкари бара 60 дополнителни денови за да даде свој коментар на така речено имплементацијата на Genius актот. Знаете, тоа е актот за користење на стейблкоини во економијата во Америка. Со тоа они практично се обидуваат колку што може повеќе да го одложат неговото применување во финансискиот свет во Америка. Значи, очекувано и гледаме дека тоа го прават постојано. Значи, истата ситуација. Clarity актот моментално вика ќе биде така речено соочен со така речено одложување за негово донесување во потенцијално мај, поради како што гледаме и сами лобито на банките и понатаму се обидува колку што може повеќе да го одложи овој, не само да го одложи, туку и сака да го узурпира, да не биде доведен, да не биде изгласан Clarity актот. Тоа е нормално целокупниот законодавен акт кој што во составот му спаѓа и Genius актот за стейблкоините, со кој што ќе се организира целосниот криптосвет, целосната правна рамка за криптосветот во Америка. Со тоа што овде ќе и понатаму нивното лоби директно делува врз одредени сенатори, затоа што моментално знаеме дека овој закон се наоѓа на банкарскиот комитет. Како што кажавме, веќе беше изгласан на Конгресот, сега треба да биде изгласан на банкарскиот комитет, на агрикултурниот комитет помина. Тоа беше комитетот кој што е задолжен за CFTC, Комисијата за ресурси. Сега треба да помине на вториот ваков комитет, тоа е банкарскиот комитет. Се уште не може да помине, овдека е, би рекол, заглавен. Кога ќе успее тоа да го направи, остануваме во ситуација да потоа биде изгласан на ниво на Сенат. За жал ќе мора да биде вратен повторно на гласање во Конгрес и тек потоа, ако овие две работи се случат, да биде доставен за подпис кај Орангутанус педофилиус. За сега гледаме дека има некои потенцијални добри вести околу тоа, сега ќе го покажеме во следниот дел. Во меѓувреме, еве интересен момент, ова е компанија наречена Tempo. Нас не е толку битна компанијата, колку што не е битно дека големи компании како DoorDash, ова е една од најголемите компании за достава на храна во Америка, Stripe, еден од најголемите процесори за трансакции како Visa и Mastercard, Coastal, Arc, тоа се компании кои што не ги знам, но според ова што гледам овде станува збор за големи компании, сите овие 4 компании ја имплементираат Tempo како компанија која што врши што? Солуции за користење на стейблкоини за плаќање. Зошто е ова толку битно? Се повеќе и повеќе стейблкоините стануваат секојдневие за плаќање. Значи нема веќе потреба да ги трансферираме своите криптовалути во нешто друго за да може да платиме. Сега плаќаме директно со криптовалути, макар тоа да се стейблкоини. Самиот фактор дека милиони луѓе нарачуваат храна, милиони луѓе користат Stripe за трансактирање, значи кога тоа ќе го прават со стейблкоини, едноставно веќе влегуваме во криптосветот, сакале они или не. Францускиот министер за финансии вели се повеќе и повеќе се потребни euro-pegged стейблкоини, односно стейблкоини кои што се пегирани, така речено, кон еврото. Као што покажаме во последните altcoin вести, само 1% од вкупно 100% на стейблкоини во светот кои што се користат се европски. Така да ова е очигледно потреба на Европа која што се обидува што повеќе и повеќе да го отстрани доминацијата, така речено, на прво доларот, а второ на стейблкоините кои што се врзани со доларот. Така да ова верувам дека ќе доведе до уште поголемо почитување на Мика, затоа што немаат избор, сите оние кои што сакаат да работат на територијата на Европа ќе мораат да користат европски стейблкоини. Така да верувам дека ова ќе помогне на овие проекти кои што имаат свој европски стейблкоин да продолжат да растат, така да во иднина очекувам дека ќе продолжат да растат. Кога зборувавме за Clarity актот, како што кажавме пред само неколку вести, погледнете, моменталната шанса дека ќе биде донесен Clarity актот е негде околу 46% до крајот на оваа година. Зошто е тоа така? Значи, доколку не биде донесен во текот на следиве месец-два, се очекува дека нема да биде донесен во оваа година, затоа што 1/3 од цената треба да биде реизбрана во овие избори,
така да голем дел од овие сенатори ќе се фокусираат на сопствената кампања за да бидат избрани, нема да се фокусираат на работа на нови закони. И моментално гледаме голем пуш, би рекол, притисок од криптолобито, како што може да видите. 100 крипто компании пратиле до Сенатот свое барање што поскоро да се донесе клерити актот. Значи, моментално ние гледаме борба помеѓу банкарското и криптолобито за што побрзо да биде донесен овој закон. Затоа што јас и понатаму верувам дека криптолобито ќе победи, значи несомнено ќе победи, само прашање на време, не е прашање на дали. Значи, и понатаму ја гледате. Според Galaxy е дел од DCG групацијата, како што знаете и сами, 50 шанса дека ќе имаме донесување на овој закон во текот на оваа година. Затоа имаме и други лидери кои што даваат свое мислење. Ево тоа што го зборувавме, погледнете и сами. Значи, банките се обидуваат колку што може повеќе да го одложат овој закон преку своето лоби, со тоа што ако не биде донесен во мај, очекувајте дека нема да биде донесен оваа година дефинитивно заради изборите во Мурика. А во исто време овде ќе имаме и изјава на еден од сенаторите, кој што во текот на, ако не сажам вчерашниот или преквчерашниот ден, даде своја изјава дека моментално во Сенатот на вистина се работи турбо за да биде одобрен овој би рекол закон, а верувајте ми тоа нас не е многу битно, затоа што одобрувањето на овој закон ќе донесе, па ќе кажам, целосна адаптација на крипто во Мурика, а потоа и во светот. On to these unresolved issues on the Clarity Act. We've been talking about legislative text on the proposed stablecoin yield compromise, and it looks like this is not going to get a markup until, what, May? Well, I wait every day for white smoke to come from the Senate on this topic. I want to thank Senators Alsobrooks and Tillis for working mightily with the crypto industry and the banking industry to reach that compromise. They've devoted weeks and weeks to it. And Senators on both sides of the aisle, led by Senator Scott, Senator Lummis, and others, also have worked on the other issues that are important to getting this bill back to the House, such as making sure that the decentralized finance aspects of the bill are in good shape too. So we're како што може да забележите, и самиот кажува дека не едната, туку двете страни работат активно на тоа овој закон да биде донесен. Вели во секој ден чекаме потенцијално бел чат за конечно да биде усвоен овој закон и со тоа нормално истиот да може да биде вратен назад во Конгресот каде што ќе биде финално изгласан па да го потпише Орангутанус Педофилиус. Така да за сега гледаме дека има голем напредок. Гледаме дека двете страни се сложни, иако има пречки, како што кажа и самиот, се работи на истите да бидат отстранети. Значи, тоа е главната, би рекол, идеја дека двете страни го поддржуваат, само треба да се најде, така речено, заеднички јазик за тоа како истиот би поминал. Мене, ако ја прашувате, и понатамо главниот проблем останува стейблкоините. Кога станува збор за останатите криптопроекти, истите се во многу добра позиција ако овој проект помине, тоест ако овој закон помине. Мене, ако ја прашувате, мене ме интересира токму тоа. Мене стейблкоините не ме интересираат, тоа е помеѓу банките и крипто менеджерите нека си се договорат, мене воопшто не ми е проблем. На крајот од денот јас не сум заинтересиран за стейблкоини, мене ме интересира останатите коини да добијат своја правна рамка, правна регулатива која што ќе даде на институциите јасно светло за тоа како и каде може да учествуваат во оваа индустрија. И ево го овдека CEO, знаете сами, Бред Гарденхаус на XRP вели се очекува овој закон да биде донесен до крајот на мај. Останува да видиме, само сакам да ви напоменам дека очигледно двете страни работат, лобито дефинитивно помага, останува да видиме што ќе успеат да направат. Австралија само што донесе соодветен закон со кој што целосно се регулира така речено овој сектор до детали. Значи буквално за тоа кој може да има, како може да има проект, како овие проекти може да минтаат токени. Сето ова е целосно регулирано со новиот закон. Вели, иако се потребни дополнителни доквалификации, за сега има основна рамка за крипто. Ова е многу битно затоа што ова ни кажува дека масоната адаптација е овде. Штом вакви големи економии, како Австралија, која што представува еден цел континент, дошле до степен да донесат законодавство за кое што го регулираат целиот овој сектор, тоа ви кажува дека на вистина адаптацијата е овде. Америка, Европа, Австралија. Тоа се три континенти, тоа не се три земји, тоа се три континенти кои што досега имаат рамка во која што е јасно разграничено. Што се криптовалути, како се користат, кои се правните
регулативи и последици од користење на истите. Истото го гледаме и во Русија, само што помина прво читање, така речено на закон, изгласано, верувам дека ќе има потреба уште, нели, оваа процедура да се заврши, со кој што, верувале или не, значи се дозволува луѓето да имаат криптовалути, но не се дозволува да ја користат за купување во Русија. Но е дозволено истите да се користат за купување надвор, верувале или не, така да е интересен момент во однос на овој закон кој што е донесен на ниво на Русија, но како и да е, ги легализира. Значи дозволува на луѓето во Русија да имаат криптовалути, со тоа што овдека повторно имаме тоа што ја предупреди дека се случува во Америка, сега моментално се случува во Русија. Вели, за квалификувани инвеститори кои што се професионалци, нема ограничување за тоа колку крипто може да поседуваат. Додека за било кој друг тип на граѓани кои што не се професионалци, дозволено им е да купуваат крипто само до 300.000 рубли, односно тоа е негде околу $3.900. Така да ова е навистина нефер, пак ќе кажам, на крајот од денот овие луѓе имаат право да работат со сопствениот ризик, со сопствениот капитал. Вие ги ограничувате да може да купат криптовалути само до $4.000, што е смешно, но тоа е реалноста за која што ви зборував, иако тоа не може да го направат, како ќе го направат ако јас купам на децентрализирани менувачници. Од друга страна, како они ќе го забранат тргувањето со криптовалути во земјата? Да, они ќе го забранат ако ја користам некоја платформа за купување и продавање. Но ако ја користам peer-to-peer, како може да ми забранат на некого да му давам биткоин, за он да ми даде нешто што го поседува. Така да ова е малку смешно, но ајде нели, ворете, барем се трудат. Па ќе кажам, ќе видиме колку ова може да биде применето, не може да биде применето, кога станува збор за peer-to-peer. Mastercard само што стана дел од Blockchain Security Standards Council, значи ова е посебна структура, ја најдовме како изгледа, ова се нејзините членови, кои што, речем, голем дел од овие ни се познати, Fireblocks, Anchorage Digital, Coinbase, големи институционални играчи, централизирани менувачници, Kraken, централизирана менувачница, потоа BitGo, Mastercard, овдека гледаме уште некои други. Што сакам да ја кажам, значи ова што гледате овдека се членови кои што се доста централизирани, кои што занимаваат со така речено blockchain security standards. Значи, како што може да видите, ова ќе биде така речено група која што прво ќе воспоставува стандарди за сигурност на сопствените нормално апликации кои што се блокчейн, а верувам дека понатаму ќе помага и во така речено инфлуенс на донесување на закони и стандарди и така натаму, така да тоа е околу институционалниот дел. Повторно, секоја ваква голема институција која што е заинтересирана да помага во овој дел е добре дојдена, затоа што на крајот од денот ова уште толку ќе помогне да има сигурност. Кога вие гледате дека вакви големи компании како Mastercard, Fireblocks, Coinbase и така натаму се директно замешани во стандардите кои што моментално се применуваат во оваа категорија, во оваа индустрија, нормално дека ќе имате многу по-добро мислење за самата индустрија. Така да мене кога прашувате, ова е крајно добре дојдено. И сега нормално продолжуваме со Altcoin Investi за Altcoin. Сега ова е конкретно Altcoin и нормално. Прво што би сакал да поразговарам со вас е, знам дека многу од вас го проследивте ова, а тоа е нападот на Kelp DAO, кој што е така речено проект кој што е поврзан со други проекти, како што е Layer Zero, како што е Aave, како што е Arbitrum. Значи ова е така речено некоја меѓусебна конекција помеѓу овие 4 субјекти што моментално ги собрав, што ги спомнав, а тоа е Layer Zero, кој што представува мост, ова е слично на interoperability проектите како што се Wormhole и Axelar. Овдека го имате Kelp DAO, кој што е самостоен DApp изграден на Layer 2, го имате Aave, кој што е Lending and Borrowing протокол, и Arbitrum, на кој што е изграден овој Kelp DAO како Layer 2 на Ethereum. Сега, што се случи, значи $292 милиони вреден RSETH, тоа е така речено wrapped верзија на Ethereum на оваа така речено апликација, односно на Arbitrum, се така речено украдени. Сега, како се украдени? Значи, иако јас не можам ова да го објаснам детално, првата работа што може да забележиме е дека предизвика голем одлив на капитал од DeFi секторот, 600 милиони за неколку недели откако е направен овој експлоит, откако е направен овој напад, и тоа можеме јасно да го видиме на DeFi протоколот DeFi Lama. Како што може да забележите на DeFi Lama, овдека јасно се гледа падот на сите овие протоколи, каде што буквално е овој експлоит направен.
што пак ќе кажам е доста негативно за целиот сектор, но е нешто што се уште се случува затоа што овој сектор е доста млад. Значи не заборавајте дека овој сектор допрва расте и допрва се развива. Како е направено ова? Според тоа што успеав да го разберам со моите, би рекол, малку примитивни разбирања од програмерскиот дел. Значи идејата е направена, експлојтот е направен со на некој начин компрометирање на еден од овие нодови, кој што лажно представува на мостот кој што е обезбеден од Layer 0, дека имаме горење на овие токени на Layer 2-ката. Затоа што практично истите се, како што успеав да видам, ослободени на Етериум. Значи, кога имаме мост, што рековме, за да се пренесе еден капитал од еден на друг блокчейн, мостот овозможува комуникација помеѓу овие два блокчейни, каде што на првиот блокчейн имаме замрзнување на овие токени, тоест коини, а на вториот се добивате така речено wrapped верзија на истите коини, односно токени. Што значи дека вие ги користите на вториот блокчейн во wrapped верзија и кога сакате да ги вратите назад, вие правите burn на wrapped токените, а овие реални токени кои што се наоѓаат на првиот блокчейн се одмрзнуваат и вие може да ги користите. Овдека ние имаме напад со кој што еден од овие нодови практично го излажал мостот дека имаме горење на коините на второстепениот блокчейн за првостепениот блокчейн каде што потекнуваат овие коини да бидат ослободени. И станува збор за голема количина, значи пак ќе напомнам, $292 милиони вреден RS-ETH кој што се наоѓал на Kelp DAO на Arbitrum. Како истите се ослободени, така нормално се обиделе да го спречат овој експлоит, каде што моментално Arbitrum успеал да запре околу $71 милион вреден Етериум од овие кои што биле таргетирани, кои што биле превземени. Ова не ме радува, сега ќе ви кажем и зошто, затоа што Arbitrum успеал да замрзне. Сега, ја верувам дека успеал да ги замрзне Етериумите кои што се наоѓаат на Arbitrum, овие RS-ETH, кои што биле практично превземени од страна на експлоаторот и да ги замрзне. Но ова ми покажува дека Arbitrum кој што треба да биде децентрализиран има практично надмоќ врз токените кои што се наоѓаат на неговата мрежа, што не е добро, покажува централизираност. Да, проблемот во оваа ситуација понатаму останува дека оваа иста групација Лазарус, најчесто се они криви од Северна Кореја или па тоа само така си го представуваат, го направила овој напад, така да покажува две работи. Прво дека DeFi секторот е навистина млад и дека допрва ќе треба негово развивање, а второ покажува дека се уште би рекол одредени проекти се централизирани, пак ќе напоменам. Иначе во спротивно како би можел Arbitrum да ги замрзне овие етериуми, ако не станува збор за централизиран блокчейн, реално е проблематично. И еве во моментот што го зборувавме, Wall Street, значи ова е една од главните причини зашто Wall Street и генерално институционалната фела се уште се сомнева или пак на некој начин го забавува своето изложување и влез во оваа сфера. Значи ова ви покажува дека ова се работи кои што ќе треба да бидат отстранети пред да можеме да очекуваме институциите да влезат целосно. Сега да, пак ќе напоменам на крајот од денот да не забораваме дека исто се случува и на банки, исто се случува на централизирани институции многу повеќе. За разлика од тоа, овдека барем имате шанса тоа да го спречите, да го следите, значи вие може да ги следите сите овие трансакции на Етериум. Така да останува да видиме како ова ќе заврши, но најчесто хакерите голем дел од овие средства не може да ги искористат, затоа што миксерите ви дозволуваат само мали количини, а вие имате 290 милиони и најчесто ги следат сите овие трансакции, Chainalysis, компанијата која што моментално го води овој систем и кој што ги следи овие трансакции, во многу случаи успеала да ги врати сите средства. Кога станува збор за токенизација, во последните 30 дена имаме раст од 10% на токенизација на различни капитални добра. Као што последниот пат покажаме, ако одиме категорија по категорија, ќе видиме дека секоја од нив има солиден раст. Нема некој голем раст во однос со стейблкоините, но повторно ова нас не интересира многу повеќе затоа што токенизирање на капитал е тоа што ќе доведе масовна адоптација на блокчейн, затоа што овој капитал се токенизира на блокчейни. Еве уште еден интересен пример. Ова го објавивме како вест во последните вести, на 24 март е официјализирано, но сега успеавме да најдеме точно како ќе изгледа оваа соработка помеѓу Њујоршката берза и Securitize, тоа е компанијата на BlackRock за токенизирање. Каде што Securitize ќе има примат, тоа ќе биде првиот агент на кој што ќе биде дозволено токенизирање на било каков тип на капитал, нормално почнувајќи од обврзници и акции на оваа берза.
со тоа што овој меморандум за разбирање помеѓу овие два енитети е направен со цел да направат партнерство во кое што првенствено Securities ќе биде тој што ќе ги постави заедно со Њујоршката берза стандардите за тоа како ќе бидат токенизирани од сега па натаму капиталните добра, со тоа што овдека се спомнува дека тоа ќе биде правено преку агенти, тоа се нормално вештачка интелигенција агенти кои што работат на блокчейн, кои што ќе го вршат ова токенизирање. Ова е исклучиво битно затоа што на крајот од денот да се потсетиме. Securities работи дебело на Ethereum, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Polygon и така натаму, го користи Chainlink за така речено свој Oracle, го користи Wormhole за свој interoperability протокол. Тоа ви покажува дека сите овие проекти се така речено застапени во било каков тип на постапка која што ќе биде имплементирана. Wallet Connect е би рекол екосистем на различни блокчейн волети, 700 различни волети, 70.000 децентрализирани апликации, кои што само што го интегрираше и Chain, значи Canton блокчейнот. Односно, CC коинот сега ќе биде достапен на сите овие 700 новчаници и 70.000 децентрализирани апликации. Ова е екстремно позитивно за овој проект. Знаете дека имаме мало изложување на Canton, дефинитивно ќе го зголемиме кога ќе утврдиме дека треба да почнеме повторно со акумулација. Сега сме во пауза додека не видиме каде се наоѓаме во овој циклус и понатаму веруваме дека сме во Dead Cat Bounce. Но ова е еден од првите коини кои што дефинитивно ќе го акумулираме кога ќе почнеме повторно со акумулација, затоа што има, барем според мене, доста светла иднина во однос на институционална токенизација на капитал. HSBC на Canton само што направи пилот фаза за прво водење на сопствени фондови, второ депонирање на депозити на сопствените клиенти преку Canton, како на сопствената сметка, така на други блокчейни, така преку, значи идејата е го користи Canton за мост помеѓу други блокчейни и самиот матичен, речем, блокчейн солуција на HSBC. Значи, пак ќе речем, доста интересно, значи ова е матичната функција на HSBC, Tokenized Deposit Service, кој што користи Canton Network за било каков тип на праќање и примање на капитал и токенизирање на нормално капитал. Ова е исклучиво битно затоа што HSBC е топ 10 банка и го избрала токму Canton за ваков тип на privacy, би рекол, солуција за праќање и примање на капитал во токенизирана форма и токенизирање на капитал. Ripple само што направи партнерство со Kyobo, една од поголемите компании за животно осигурување во Јужна Кореја, каде што за почеток токенизираните државни обврзници прво ќе ги токенизира на XRP, на XRP Ledger-от, а потоа истите во токенизирана форма ќе може да бидат тргувани или држани во старателство од страна на Kyobi животно осигурување. Идејата е дека моментално оваа компанија, Kyobi Life Insurance, го користи Ripple и неговиот XRP Ledger за да развие солуција за токенизирање на државни обврзници на Јужна Кореја. Значи, државни обврзници на Јужна Кореја ќе бидат токенизирани на XRP Ledger и ќе бидат држани нормално во старателство на оваа компанија, но повторно на XRP Ledger. Гледаме дека Јужна Кореја има и пилот, така речено, развиена програма за токенизирани депозити на клиентите на комерцијалните банки. Според ова што го читав во самиот текст, идејата е да им се дозволи на комерцијалните банки да имаат токенизирани сметки за сите своји клиенти, нормално станува збор првенствено за стейблкоини, каде што ќе им биде дозволено на овие клиенти на банките да имаат стейблкоини кои што ги користат како нормален банкарски депозит или нормална банкарска сметка со нормална банкарска дебитна и кредитна картичка, да видат како тоа функционира. Идејата е дека овој пилот проект ќе биде развиен во Sejong City, градот Sejong, и ќе биде наменет за сите комерцијални банки кои што се на неговата територија, а истите ќе им понудат на собствените клиенти да имаат своја блокчейн базирана сметка на која што ќе може да држат стейблкоини и користат истите за плаќање и така натаму. Така да останува да видиме како ќе изгледа. Од 19 март е почнато ова и верувам дека ова е пак уште еден чекор кон целосна блокчейн адаптација, со оглед на фактот дека од ова државата се обидува да изведе заклучок дали подобро може, тоа е главната причина, се разбереме, дали подобро може да ги следи трансакциите во случај на било каков тип на нелегитимно работење. И пак верувам дека тоа ќе биде да, затоа што сите знаеме дека може многу подобро да ги следи, за жал и да ги блокира кога станува збор за стейблкоини.
Wrap верзија на XRP ќе биде достапна на Solana. Моментално се користи исто Layer 0 како мост, за да може да трансферирате XRP коини од XRP Ledger-от, каде што ги замрзнувате, на Solana Ledger-от, каде што ќе бидат во WXRP форма и исти да бидат користени на дексовите или на целиот DeFi сектор на Solana, како што е Jupiter, Phantom, Meteora и така натаму. На овој начин се обидува да се зголеми корисноста на XRP коинот преку негово директно имплементирање на Solana блокчейнот. Така да ова е интересен момент, затоа што на крајот од денот ова навистина помага и за едниот и за другиот блокчейн да има уште поголема адаптација и корисност. Injective Protocol, многу интересен момент, многу интересна вест, иако малку постара во февруари, но не сме ја виделе до сега. Вика, Injective Protocol станува првиот блокчейн кој што целосно им дозволува на AI агентите да бидат засебни тргувачи на овој блокчейн, односно да можат да учествуваат во тргување не само на обични коини и токени, туку и на фьючерс. Значи, истите ќе можат и фьючерси да тргуваат на овој блокчейн и тоа немаат потреба да користат соодветен програмски јазик кој што Injective Protocol го користи за своите децентрализирани апликации, туку ќе може да користат свој сопствен јазик на кој што се програмирани. Значи дека на AI агентите им се дава многу голема слобода да може да тргуваат и на некој начин да создаваат сопствен код за тргување кога станува збор за DeFi секторот на Injective Protocol. Значи ова верувам дека е само чекор повеќе за да се дозволи на овие вештачка интелигенција агенти да функционираат уште послободно на блокчейн секторот. И она што го кажавме, ќе го повториме уште еднаш, се очекува дека за година до две добри 80 до 90% од трговците на пазарот на криптовалути да бидат токму вештачка интелигенција агенти. Затоа што самата вештачка интелигенција покажала дека највеќе верува на крипто и воопште не верува на било каков тип на инструменти кои станува збор за традиционалните финансии. Значи дека дури никој од нас да не ги купува овие коини за лична употреба или за инвестирање, самите агенти на вештачка интелигенција се тие кои што прво ќе пристапат кон купување, акумулирање и тргување со криптовалути и плаќање нормално, и на тој начин нормално use case-от на криптовалути и понатаму расте. Екстремно добра вест за Chainlink. Chainlink само што доби лиценца, ова е лиценца која што се добива откако една од топ 4 сметководствени компании во светот ќе ви направат одит, со кое што овој сега сертификат SOC 2, тип 2, заедно со други два сертификати кои што се ги има добиено, тоа се овде. Значи има добиено ISO лиценца 27001 и овие два сертификати за одит направен од топ 4 компанија во светот. Зошто е ова толку битно? На овој начин било кој институционален играч кој ќе види дека ова е првиот блокчейн проект кој што ги содржи овие три, би рекол, лиценци, ефективно има многу поголема доверба во овој проект. Значи на овој начин кога имате толку добар одит кој што сте го помирали на најголемите компании, автоматски ви имате многу добро покритие за институционална нотација. Затоа Chainlink секогаш ќе остане топ 5 блокчейн, односно инвестиција на нашето портфолио. Six и Chainlink моментално прават многу интересна соработка, затоа што Six, знаете и сами, е платежна компанија и ние моментално во хотелов токму тоа користиме. Six, тоа е солуција за платежни картички, пак не е само за платежни картички, но една од солуциите е тоа, а во исто време гледаме дека Six исто така има и е извор за информации за берзите во Швајцарија и Шпанија. Односно истата представува price feed на акциите кои што се наоѓаат на берзите во Швајцарија и Шпанија. Вели 2600 оприлика 2 трилиони е пазарот кој што моментално е практично тргуван на швајцарските и шпанските берзи, кои што price feed-от се одвива преку Six. Моментално со соработката помеѓу Six и Chainlink, овој price feed сега ќе биде достапен на уште 2600 апликации и 75 блокчейни. На овој начин ќе можете и акциите од овие берзи да ги имате достапни во price feed за потенцијални децентрализирани апликации, за тргување, купување, инвестирање во овие би рекол акции директно на блокчейн преку price feed, односно Oracle Chainlink во оваа ситуација. Така да екстремно позитивна соработка. World ID. Значи јас иако не го почитувам овој коин, тоа е World Coinот,
кој што има за цел поробување на генерално популацијата во светот, сепак ова има и позитивни аспекти. Односно, моментално се развија така наречена New World ID. Во овој апдейт кој што го добиваме од 17 април, да се подсетиме, значи ова е проект кој што е на Сем Олтман, кој што е на OpenAI CEO. Моментално, значи, оваа технологија преку WorldCoin, ако се сеќавате, они го споставија орбови низ 160 земји, 18 милиони луѓе веќе ги дале скеновите на собствените зеници за да добијат одредена мала количина на WorldCoin, а во исто време за да добијат светска идентификација. Со оваа светска идентификација вие наводно може да правите се. Значи тоа е она централизирање каде што се вие во една дигитална идентификација, дигитална лична карта, каде што сите имате и здравствени, и образовни, и институционални сметки, и банкарски сметки, се наоѓа на една единствена идентификација. Каде е овдека проблемот? На овој начин вие на една држава и давате практично дозвола да ве исклучи. Значи со едноставно одземање или блокирање на оваа идентификација, вие немате пристап до апсолутно ништо ваше. Иако овдека они тоа го представуваат како екстремно позитивно, затоа што имате се на едно место, не можете да го изгубите, не можете да го лажирате, во исто време ви даваат на овие централизирани субјекти како држава, влада и така натаму, one point failure, да може во било кое време да ви исклучат. Така да ова мене воопште не ми се допаѓа, но моментално постои. Една од позитивните работи е тоа што со ваков тип на поседување на, би рекол, дигитална ID лична карта, вие практично имате начин на кој што докажувате дека сте човек. Значи нема да има потреба, нели, да верификувате дека вие не сте робот, дека вие не сте вештачка интелигенција, агент или така натаму. Значи за користење на оваа идентификација онлайн ќе биде доста позитивно. Значи едноставно се ќе верификувате со така речено дигитална лична карта која што е privacy oriented. Значи другата страна нема да може да види кој сте вие, но самиот блокчейн ќе докаже на таа апликација дека вие сте човек, дека сте реален човек, дека ги исполнувате условите како на пример полнолетство и така натаму, и значи другата страна нема да знае кој сте, но ќе ги добиете условите. Пример, кога правите да речем KYC, Know Your Customer, на некоја од централизираните менувачници, вие мора да покажете лична карта, така мора да сликате пасош или што и да е. Овдека веќе нема да има потреба да го правите тоа, затоа што преку блокчейн оваа дигитална верзија на вашата лична карта ќе биде доставена, иако нема да ги имаат податоците, ќе имаат proof, значи оние zero knowledge докази дека ги исполнувате условите, дека сте реален човек и на тој начин вас ваков тип на ентитети како централизирани менувачници ќе ви дозволуваат да учествувате во нив без ни да знаат точно кои сте. Се разбираме. И овдека ќе има дури и значи ваков тип на лична карта и за вештачка интелигенција агенти, односно ако вие имате одредени агенти кои што треба да вршат одредена функција, ќе може да им добавите ваков тип на второстепена лична карта која што докажува дека овие агенти работат за вас. И на тој начин ќе им бидат дадени одредени привилегии да можат тоа да го реализираат, ова наречен agent kit, со кој што вие ќе може да ги програмирате овие вештачка интелигенција или агенти да работат за вас и тоа да биде како доказ дека они навистина работат за вас кон било каков тип на third party, централизирана, децентрализирана менувачници и така натаму. Coinbase во своето истражување моментално потврдува дека Algorand и Aptos се моментално најзаштитените блокчейни кога станува збор за квантум компјутерите. Значи од овие досегашни, нели, така речено тврдења на Google, AI и така натаму, се верува дека наскоро, сега повторно не се стигнати до тој степен, значи квантните компјутери ќе бидат толку добри што ќе можат оваа дигитална брава, која што моментално сегашните компјутери им се потребни милиони години за да ја пробијат, да можат тоа да го направат во така речено не за половина час, 9-10 минути. Со тоа што вели Algorand и моментално според Coinbase, Aptos се двата најдобри блокчейни за ваква заштита. Со тоа што веќе гледаме дека има големо поместување, прост пример 20 април, XRP, значи Ripple најавува целосен roadmap со кој што до 2028 година планира целиот XRP Ledger да биде целосно quantum proof. Значи да не можат дури ни квантните компјутери да го пробијат. Со тоа што дури вери во овој roadmap се спрема и посебен тип на quantum day, тоа ти е како бекап во случај да развивањето на компјутерите е многу побрзо од заштитата која што ја спрема на овој roadmap за XRP, да има бекап како потенцијално да го заштитат со сопствениот блокчейн,
додека не развијат ваков тип на целосна технологија, што оние ќе имаат нели чекор по чекор разработено план, но се уште не го имплементирале. Не е само за XRP, дури овдека во ова истражување од Coinbase се наложува, на некој начин се дава препорака на сите блокчейни да почнат да работат на оваа проблематика и верувам дека тоа е една од главните проблематики со кои што ќе се занимаваат блокчейните во следниве година-две. MoneyGram и Stellar се партнери веќе долго време, откако MoneyGram поради тужбата против Ripple одлучи да го промени својот партнер од XRP во XLM, со тоа што ова соработка ја продлабочуваат моментално, каде што досега сега зборуваме конкретно за одредени држави, овдека е Централна и Јужна Америка, каде што MoneyGram заедно со XLM, односно Stellar, соработуваат на првенствено Колумбија и сега се очекува дека ќе го прошира собственото соработување во повеќе земји од Централна и Јужна Америка, со тоа што главната идеја представува моментално нова соработка плаќање во стейблкоин. Што значи дека MoneyGram ќе може преку Stellar и Circle во оваа ситуација да обезбеди плаќање во стейблкоини. Stellar го користи за мрежата, а Circle го користи за стейблкоините USDC и овозможува на сите овие корисници на MoneyGram да можат во Колумбија и сега понатаму се спомнува Ел Салвадор, се спомнуваат и други држави кои што ќе бидат користени за, тоест ќе бидат овозможено да може да плаќате дома на собствените, да речем, членови на фамилијата во USDC. Axie Infinity, знаете, ова е најпопуларната игра, сега не сум сигурен дали е се уште, но беше најпопуларна игра на блокчейн, која што направи собствен блокчейн, тоа беше Ronin блокчейнот со Ron коинот, со тоа што сега се спремаат за преместување повторно миграција на Layer 2. Значи, наместо собствен блокчейн, кој што е засебен, како Layer 1, истиот ќе стане Layer 2 на 12 мај. Чисто да го знаете ова, ако некој од вас се уште игра играта, и се спрема со оваа миграција намалување на инфлацијата на Ron коинот од 20% на 1. Значи, ова е екстремно позитивно, на тој начин ја намалуваат инфлацијата екстремно. Значи, зборуваме практично 99% намалување на инфлацијата, со која што ќе имате многу подобра иднина на овој коин, каде што нели постојано нема да биде инфлейтиран. Така да ова е крајно позитивно. Значи, 12 мај официјално Ronin блокчейнот станува Layer 2 на Ron, на Ethereum, односно Ron коин. Сега, зашто е ова толку битно? Значи, миграцијата ќе биде направена на Optimism. Значи, ќе стане OP Stack. Значи, истите го програмирале својот блокчейн да биде дел од OP Stack. Зошто е толку битно OP Stack? Ако се сеќавате, ние имаме инвестирано во OP и имаме инвестирано во други блокчейни кои што поради блокчейните кои што се дел од овој OP Stack, само се обидам да го најдам да ви го покажам моментално тој дел, ево OP Stack Layer 2. Сега се уште не се дел од OP Stack екосистемот, тоа е суперчейн екосистемот за кој што многу пати е зборувано, но наскоро, баш ќе го провериме ова после 12 мај, треба овој коин да се појави на оваа листа. Значи, ова е уште една од причините зашто Optimism и понатаму ќе биде дел од нашето портфолио. Се повеќе и повеќе проекти одлучуваат да станат Layer 2 на OP Stack, а OP Stack е сврзнато ткиво кое што им дозволува на сите овие екстремно битни проекти, како Kraken, тоа е Ink блокчейнот, Uniswap, односно Unichain, Soneum, односно Sony, потоа ги имаме други како Base, кој што сега треба да се премести, нели веќе нема да биде дел, WorldChain, тоа е, нели, како што веќе кажавме, WorldCoin, односно OpenAI, и понатаму има и некои други кои што се дел од овој така речено суперчейн на меѓусебна операбилност. Екстремно позитивно и за Optimism и за Ronin. Мика, верували или не, страшна вест, ги натера Pornhub наместо да уплаќаат во USDT, да плаќаат во USDC на собствените клиенти, верувале или не, значи срам, брука, како и да е, значи USDT наместо, тоест USDC наместо USDT, значи до тука стигна Мика да ги тера дури и порно сајтовите да плаќаат на собствените, не знам дали се вработени или се контрибутори, не знам како да ги наречеме, во USDC. Наводно, според изјавите на Pornhub, тоа било направено со цел подобра заштита. Не навлегуваме таму, ќе се посмеете да верувам од оваа вест, но она што е битно е дека ваквата, би рекол, промена во така речено USDC е со цел да бидат комплајент со Мика, знаете, тоа е оној европски закон за организирање и регулирање на крипто светот, со тоа што се повеќе и повеќе гледаме притисок врз Tether, односно USDT, пак на крајот од денот нас не е битно
овие средства да бидат безбедни. Оваа регулативна рамка го прави токму тоа, така да мене не ми менува многу, на крајот од денот и USDT и USDC се само нужно зло. И за крај имаме овде еден многу интересен настан, тоа е консензус, настанот на CoinDesk во Мајами, 5 до 7 мај. Така да ако некој е таму, верувам дека ќе ви биде добра идеја да го посетите. За крај имаме уште многу интересни две вести кои што се поврзани со најголемите компании кои што ги следиме во криптосветот. Првата е, знаете и сами, A16Z. Со тоа што ова е AI16Z компанијата, ова е A16Z компанијата на Хоровиц, која што инвестира во крипто. Во исто време, ако се сеќавате, се појави една, би рекол, виртуална верзија, тоа беше AI16Z компанијата, која што наводно тврдеше дека е вештачка интелигенција проект, дека ќе тргува и дека ќе успее да го победи портфолиото на Хоровиц, дека ќе стане поголема од Хоровиц, и сега моментално добија тужба од Хоровиц, каде што прво, значи го користеа брендот на оваа компанија и многу од луѓето нели сега дека тврдат дека погрешка инвестирале во истата наместо во матичната A16Z. Второ, овдека сега нормално ќе бараат да докажат дали они навистина биле вештачка интелигенција проект. Ова е како предупредување сите оние кои што инвестирате, се што стои AI не значи дека е вештачка интелигенција, така да дефинитивно будно ќе го следиме овој проект да видиме дали воопште и бил поврзан со некаков тип на вештачка интелигенција. Кога станува збор за A16Z, да видиме дали има некаква промена во нивното портфолио, нема, значи гајаме дека најголем дел од овие компании не продаваат. Уште една компанија која што исто така е екстремно голема е Grayscale, знаете, и ги следиме највеќе поради нивното портфолио на Ethereum. И Bitcoin гајаме дека постојано имаме одлив, тоа е нормално, тоа се нивните ETF-и кои што постојано прават одлив, односно многу голем дел од овие луѓе излегуваат од него, ништо надвор од вообичаеното. И уште една тужба имаме против World Liberty Fi. Односно, ако се сеќавате, значи овдека имаме одлив постојано, но овдека нема нешто посебно, на крајот од денот најголем дел од портфолиото име во нивните World Liberty Fi токени, така да не гледам нешто посебно, но еве го следиме чисто да видиме што прават на Трамп екипата, значи ова се неговите синови. Знаете дека тоа е нивна компанија која што користат со цел шилање на нивниот проект. Билионерот, односно тоа е сопственикот на Трон, тоа е Justin Sun, моментално го тужи само секунда. Со тоа што во исто време Justin Sun е еден од најголемите инвеститори во оваа компанија, нормално во World Liberty Fi, и според неговите кажувања истиот има инвестирано, тоест купено 4 милиарди World Liberty Fi токени кои што влеат околу 320 милиони долари. Моментално компанијата му се заканува дека ќе му ги замрзне и изгори овие коини, така да ова ќе биде доста интересно. На крајот од денот Justin Sun е еден од најголемите, би рекол, лица во криптосекторот и ова не верувам дека е добро за целиот криптосектор, но дефинитивно ќе мора да продолжиме да го следиме овој случај, да видиме што ќе се случува со истиот. И последната компанија која што следиме е Pantera Capital, каде што исто така нема поместување во портфолиото, ова се нормално компании кои што чекаат потенцијални влезови, па и овдека гледате дека едноставно ништо моментално не купува. И за крај, како и секогаш, доколку ви се допаѓа ова што го работиме, слободно поддржете не, станете дел од нашата Patreon заедница, прикужете се на вечерниот лайвстрим, тоа е нашиот лайвстрим каде што одговараме на сите прашања на Patreon заедницата. Со оваа мала чланарина нормално ни помагате финансиски да одржиме нашата организација. Во исто време имате пристап до сите наши чатови, каде што заедно со нас поделувате, анализирате, нормално овдека сме да учиме еден од друг. Директни пораки кои што ги одговараме еднаш дневно и сите офлайн видеа како што е ова, прво го доставуваме до нашата Patreon заедница, потоа и на сите наши канали. И да го сакате на годишно ниво да ја реализирате вашата чланарина, тоа може да го направите на cryptogamidja@gmail.com. Кажете ни само која валута ви одговара, ова се цените на годишно членство на нашата Patreon заедница со 30% попуст од месечните плаќања на Patreon. Така да ви благодарам, се надам дека уживавте и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGamidja и од топлата Малта. Your broken back, Wall Street bleeds you while the bank is stacked. But your Midgia cracks the code tonight. No permission, we reclaim our right through the blockchain. Burn the throne, decentralize the powers
call it free. They hoard the gold, we code the key. One lesson, one nod, one student unchained. Jamijia's army, the whole system drained. To the margins, to the digital streets, knowledge flows where oppression meets. So stand up now, reject their plan. Peer to peer, we make our stand. In the matrix, we found the crack. Jamijia leads, there's no turning back. Rewrite the rules, burn down the wall. Decentralize, we're taking it all. Hey, bend the chain while they slay. Jamijia teaches power's yours to gain. No more chains, no more lies. Crack the revolution, tear it down. Hope for peace, who holds the keys? Not the base, not the base. Who validates truth? Who validates truth? Way down. From valleys to the world, we validate a vote. Jamijia drops knowledge, not financial advice. This ain't their system, it's decentralized. Red!